Добро вечер. Во 360 степени вечерва гостуваат две дами, национални координаторки, едната за имунизација Александра Грозданова и другата за трансплантација Билјана Кузмановска. Иако на прва двете области што ги покриваат се чинат некомпатибилни, тие сепак имаат една важна нишка што ги поврзува, а тоа е потребата за јакнење на јавната свест и довербата зашто реалноста покажува неопходност од такво нешто. Извештајот за реализација на програмата за задолжителна имунизација на населението за 2025 година, што неодамна го објави Институтот за јавно здравје, откри загрижувачки трендови во опфатот, особено со МРП вакцината, онаа против мали сипаници, рубеола и заушки. Од 19.369 деца што требало да ја примат, дури 7.215 не ја добиле првата доза од МРП. Поедноставено, на секои 10 деца што требало, 4 не ја примиле вакцината. Во сферата на трансплантацијата, пак, во тек е јавната консултација за измени на законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, со кои ќе се предвиди можност секој граѓанин, додека е жив, сам да даде согласност за органодарување, за таа тешка одлука да не останува за семејствата по нивната смрт. Причината, меѓу другото, се стагнацијата во органодарителството и неколкуте случаи од почетокот на годината на потенцијални донори за кои семејствата не дале согласност. Добро вечер и добре дојде им велам на Александра Грозданова, национална координаторка за имунизација, инаку редовна професорка на Фармацевскиот факултет при УКИ. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. И на Билјана Кузмановска, национална координаторка за трансплантација, анестезиолог, професорка на Медицинскиот факултет при УКИ. Добро вечер вам и на гледателите. Ке почнеме со професорката Грозданова. Реков и во најавата, извештајот за опфатот со вакцинација за 2025 година професорке покажува загрижувачки трендови. Кај примарната вакцинација и кај ревакцинацијата практично и не постои област во која што се достигнати посакуваните 95% опфат, што се некаков минимум за постигнување на колективен имунитет. Кај примарната вакцинација не само што не се достигнати 95%, туку ако се видат бројките, се гледа дека кај сите вакцини практично опфатот е под 80%. Особено впечатливи се показателите за МРП вакцината, она против мали сипаници, рубеола и заушки. Дали овие трендови, овие бројки треба да ги сметаме за алармантни? Да, треба да ги сметаме за алармантни и се загрижувачки. Иако, како што и вие рековте во најавата, тоа се трендови кои што се јавуваат и во одредени временски циклуси и во одредени региони. Ние уште минатата година на 6-месечниот извештај кој што го добивам исто така од Институтот за јавно здравје во 2025 некаде првите 6 месеци, го забележавме тој тренд. Во меѓувреме се консултиравме со колегите од Србија, од Хрватска, од Бугарија, бидејќи обично таквите трендови се случуваат и на регионално ниво и истиот тренд го имаат и они. Ние 2024 година имавме и епидемија со пертусис и тогаш бевме исто во регионот подеднакво отфатени. Таа епидемија, да речеме, почна од Хрватска, па се прошири во Србија и дојде кај нас. Но професорке, ако се видат споредбено бројките за 2025 и 2024, бидејќи веќе ја спомнавте, 2024 на финалето, на крајот е многу подобра во опфатот отколку 2025-та. Што се причините за тоа? Затоа ја спомнав епидемијата со пертусис. Всушност во таа година кога прогласив... Пертусис е голема кашлица, магарешка кашлица, голема кашлица или црна кашлица во народот, да. Токму заради тоа ја спомнав епидемијата со пертусис, која што имавме во 2024 година. Секогаш кога имате епидемија, превземате одредени мерки. Тие мерки тогаш беа дека се повикува интензивно децата на вакцинација, вклучително за сите пропуштани и за пертусис како вакцина. И имавме навистина едно сериозно покачување на овој процент на опфатот по сите вакцини во 2024 година и обично искуството наназад ги покажува бројките и извештаите, следната година по тоа ги имате пониските
бројки, што би значило дека секогаш кога имате претходна година со епидемија, следната година доаѓа намалување на бројот, затоа што претходната сте го опфатиле огромен број на деца кои што биле со сите пропуштени вакцини. И сега што е причината? Тоа што престанале тие, да кажам, по агресивни активности на институциите и кај населението има одредено олабавување? Олабавување. Повеќе фактори се. Секогаш кога ги разгледуваме причините за намалување на опфатот, ги разгледуваме од повеќе аспекти. Ова е историски потврдена состојба, тоа го имавме и при морбилите. Годината од кога ја поминавме епидемијата со морбили, која што ни беше во најголем процент година со вакцинација, кога беа тековно мерките превземени. Тоа се 2018 и 2019 година. Истите мерки беа превземени и сега во 24-та, а тоа е многу непопуларната мерка, не дозволување на деца на одење во градинка и во училиште без примени сите вакцини според возраст. И тогаш се повикуваат интензивно, меѓутоа интензивно и родителите се малку, како што рековте, поактивни, а потоа секогаш следи еден ваков период на поолабавување на родителите, иако тоа во делот на имунизација не смее да се дозволи, токму заради тоа што на таков начин правите состојба, овие бројки всушност покажуваат и тоа, дека повторно се доведувате во ризик со намалување на опфатот да се јават болестите. Конкретно за МРП вакцината, таа озлогласена вакцина против мали сипаници, рубеола и заушки. Се случува еден тренд на одложување на носењето на децата да ја примат таа вакцина. Според календарот за имунизација, таа се прима на 12 полни месеци, но многу родители велат ќе почекам да прозбори, ќе почекам да прооди, па потоа ќе го носам да ја прими вакцинат. И за таа вакцина бројката е и најниска во 2025 година, околу 62-63%. Има ли оправданост во овој пристап на родителите? Апсолутно не. Меѓутоа, родителите не се единствени кои што треба да ја понесат одговорност. Одговорноста треба да ја понесеме сите ние и како здравствен систем и како здравствени работници. Наше е советувањето, едуцирањето на родителите, бидејќи како што рековте, ова во наводници загласена вакцина е неоправдано комплетно ставена во една асоциација со развивање на одредени со аутизам конкретно. Аутизам и други невролошки состојби кои што факт е дека се на некаков начин во пораст. Бројките го покажуваат, иако тоа е модерната медицина која што повеќе ги диагностицира и ги гледа тие состојби. Ние конкретно за епидемијата кога ја имавме со морбили, значи тоа не е многу одамна, 2018 и 2019, вакциниравме тогаш на територија на Република Македонија 43.600 деца. Само во 6 месеци. И секогаш го кажувам како факт, а тоа е дека доколку тие семејства имавме некаква асоциација. Знаете, Македонија е мала земја и таа е сериозна бројка кога вакцинирате толков број на деца во релативно краток временски период на мала територија. Ние всушност имаме наши податоци и за безбедноста и за ефикасноста на вакцината, затоа што сите тие деца се сега безбедно вакцинирани, родителите се спокојни и не видовме пријавување на несакани реакции, осем оние нормални, да речеме, очекувани. Температура, фебрилност, малаксалост, меѓутоа далеку од ова со кое што состојби на аутизам или слично, со кое што сега се асоцира, односно години наназад оваа вакцина. Напротив, спротивно, во тој период за време на епидемијата имаше дечиња што починаа како 4 смртни случаи. 4 смртни случаи како последица на зараза од мали сипаници. Точно така. Болеста понекогаш точно покажува колку е пострашно да ја добиете болеста и да ја прележите условно, ако ја прележите, ако немаме вакви смртни случаи, во однос на безбедност и ефикасност на вакцината. И само велите во обкружувањето на вистина се слични трендовите? Апсолутно. Во Хрватска се поразително, ние се обидуваме да се водиме со некои, ајде ќе кажеме, европски земји, во нашата околина, двете европски земји најблиски ни се Хрватска и Бугарија. Хрватска има дури послаба стапка од нас за извештајот за 25-та. Во Србија исто така имаат понизок опфат за различни вакцини и на различно ниво, а Бугарија е далеку зад нас по сите вакцини и тоа е подолго време тренд.
За причините малку подоцна, сега ќе вклучиме професорката Билјана Кузмановска, реков национална координаторка за трансплантација, и во генералната најава професорке реков дека актуелна е јавна консултација за измени и дополнувања. Законот се вика Закон за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување или поедноставено трансплантација на органи. Главната измена предвидува можност секој граѓанин, додека е жив, да може самиот да даде согласност да биде органодарител утре. Дел од причините ги кажа во најавата, но сега вие малку подетално зошто се оди на вакви законски измени и зошто актуелното законско решение не е доволно. Ви благодарам на прашањето. Значи, во светот постојат два модели на регулирање на трансплантацијата. Едниот е opt-in, другиот е opt-out. Значи, можност да се влезе во листата на донори или можност да се излезе од листата на донори. Нашиот актуелен закон предвидува дека ние сите сме донори, сите сме потенцијални донори, освен ако експлицитно не сме се изјасниле со изјава заверена на нотар дека не сакаме да бидеме. Меѓутоа, сепак крајниот збор го кажува семејството после смртта. После мозочна смрт, ќе објасниме понатака дека не може секој да биде донор, починат човек. Вториот модел е opt-in, значи тој модел го имаат Соединетите Американски држави и уште неколку европски земји, каде што луѓето за време на својот живот си се регистрираат во така наречени регистри на донори, сами според сопствената волја. Подолго време веќе се појавува потребата, тоа го бараат и пациентските здруженија кои што чекаат органи, а и состојбата на терен, еве кога разговараме со семејствата за согласност, многу често проявува една нишка во разговорот, особено кога добиваме несогласување, дека не ја знаат волјата на починатиот. И дури некогаш во едно исто семејство има различни гледишта за органодарителството. Затоа Министерството за здравство ги предлага овие, секако во консултација, нели, со повеќе чинители за трансплантација, ги предлага овие измени да постојат паралелно двата модели. Значи, ако некој сака, се е доброволно, може да се регистрира како потенцијален орган донор, воколку ги исполни условите. Не секој може да биде орган донор и не секој што ќе се регистрира ќе биде орган донор, затоа постојат строги медицински и правни критериуми, а воколку не се регистрирал, тогаш одиме на веќе познатиот модел на семејството. Да. И како е предвидено тоа да се случува, каде ќе се дава таа согласност, во каква процедура? До минатата недела предлог законот е ставен на ЕНЕР. Да, до минатата недела немаше, колку што знам, никакви забелешки. Ако се изгласа законот, потоа ќе се донесе правилник во кој што ќе се прецизираат деталите. Правилникот ќе содржи начинот на кој што тоа ќе се изведува, значи со изјава кај матичниот лекар, на која што ќе бидат подпишани и пациентот и матичниот лекар, која ќе се скенира и ќе се прикачи на мој термин. Меѓутоа, за да има двојна заштита, сигурност и транспарентност на овој процес, секој пациент може, знаете дека има апликација Моје здравје, може да се симне апликацијата Моје здравје, во која што ги имате сите ваши прегледи, ваши терапии, ќе стои таму и статусот на поднос на И професорке, нешто мислам дека важно. Еднаш дадена согласност не значи за секогаш дадена согласност. Пациентите, граѓаните ќе имаат право, ако сметаат, да се повлечат, така? Токму така. Значи, еднаш дадена согласност не е за секогаш. Ако се предомисли граѓанинот, има право исто така со изјава да се ја повлече сега малку околу причините. Вие неодамна известивте за успешна двојна трансплантација во еден исти ден или два дена, веќе не знам во колкав период се случило тоа. Црн дроб кај 67 годишен пациент и бубрек кај 51 годишна жена од еден донор, но во други јавни настапи претходно зборувавте за серија идентификувани потенцијални донори, но серија исто така одбивања несогласувања од семејствата. Што се случуваше и што се случува? Видете,
Оваа трансплантација на црн дроб и бубрек не е прва. Значи сме имале многу и претходно, сме имале успешни приказни, меѓутоа доби така еден поголем публицитет во јавноста, би рекла од две причини. Прво заради тоа што навистина после серија одбивање на семејствата да дадат согласност, имавме согласност, и второ, семејството на еден од пациентите даде многу убава јавна благодарница, која што мислам до медицинските тимови, при тоа повика и на зголемување на свеста за органодарителството, и мислам дека тоа беше причина што оваа трансплантација доби повеќе публицитет. Колку одбивања имавте од почетокот на годината? Од почетокот... Несогласувања, се извинувам, да. Несогласувања, така. Од 1 јануари до оваа трансплантација имавме детектирано 7 потенцијални донори. Значи, тоа е висока рата на детекција на потенцијални донори. Тоа значи дека системот е жив, работи, се препознаваат тие пациенти, постојат строги медицински прописи како се препознаваат и како се обработуваат. Меѓутоа имавме 7 одбивања, тоа е еден кластер, голем кластер на несогласувања, за да конечно дојдеме до согласување. Кој ги врши тие разговори со семејствата, професорке? Болничките координатори. Што се болнички координатори? Доктори, значи болнички координатори се исто како националниот координатор, тоа се доктори, најчесто се анестезиолози. Тоа е специфичен разговор, обучени се тие тоа да го вршат? Да. Има посебни обуки. Треба психолози со нив да работат или со семејствата паралелно исто или не? Ние имаме психолог на клиниката, ако сметаме дека има потреба го вклучуваме, меѓутоа координаторите се сосема обучени да го водат разговорот како што треба во моментот. Верувајте, тие разговори се многу тешки затоа што вие прво му изразувате сочувство на семејството. И тука има еден емотивен дешарш на семејството кој што вие треба да помогнете со емпатија да пристапите и потоа им кажувате дека наша законска должност, тоа е наша законска должност која ќе дијагностицираме мозочна смрт, да побараме согласност за евентуална трансплантација на органи. Сега семејството во тие моменти е навистина во голем психолошки стрес и токму овие промени во законот можеби ќе помогнат за да семејствата не бидат изложени на таков психолошки стрес. Дел од одговорите беа токму тоа, не ја знаеме волјата на починатиот. Да, и не сакаме во негово име да ја носиме таа одлука. Да, има сигурно многу предрасуди, да. заблуди, неинформираност, па и дезинформираност, се разбира, ќе проговориме за тоа малку подоцна во разговорот. Предрасуди, заблуди и неинформираност и дезинформираност има и кај вакцинацијата. Професорке Грозданова, каде вие би ги лоцирале главните причини за нискиот опфат? Споменав дека се повеќе фактори, меѓутоа да се надоврзам во однос на дезинформациите, мисинформациите. Живееме во свет во кој што информациите не секогаш оние најдостапните се најточни и најпроверени. Новите генерации на родители се изложени многу на социјалните мрежи. Авторитетот на здравствениот работник исто така промене. Доколку збориме каков е овој тренд кој што го забележуваме веќе 10 години или и повеќе, морам да споменам дека во минатото било просто невозможно да разговараме на овие простори, дали сте вакцинирани или не. Родителите мајките кои што ја добивале онаа картичка за подсетување се чувствувале како недоволно одговорни. За да сега трендот биде дека дури оние кои што ги вакцинираат своите деца малце преќутно го прават тоа за да не дојдат во конфронтација со овие кои што... Вие често јавно знаете да кажете повозрастните колеги се чудеа на ситуации во кои што зборувавме за потребата да се разговара, да се објаснува на родителите, затоа што тоа не било под знак прашање порано. Така е, на овие простори ние не 90, ние сме имале над 95, 97. Ние сме ослободени од полио благодарение на масовната долгогодишна имунизација. И сега ќе кажете, ама на Торлак вакцините беа супер квалитетни, сега се сомневаме во квалитетот. Или го нема тоа? Не можете да споредувате било кој медицински производ што е произведен пред 30 години и сега. Секако дека медицината и фармацијата се отидени нанапред, особено за безбедност и ефикасност на вакцини, каде што овие како најстара медицинска интервенција, меѓутоа и како категорија на посебни лекови подлежат на најригорозните и најстрогите проверки.
прво да кажеме дека можеби првата медицинска интервенција, односно првото нешто што новороденчето го добива во болница во првите 72 часа се две вакцини. Вакцината за хепатит и БСЖ вакцината за туберкулоза. Постојат ли во Европа и во светот поквалитетни вакцини од тие што ги примаат нашите деца? Апсолутно не. Апсолутно. Можеби пред 10 години имавме една ајде ќе речеме така, дискусија на овие простори, бидејќи имавме неколку вакцини што се прима од Бугарија. Меѓутоа и тие ги задоволуваат највисоките стандарди. Сега во Македонија се користат вакцини подеднакво истите произведувачи, истиот квалитет, како што се користат во сите западноевропски земји. Тоа го гледаме и со тоа што порано беше ова прашање во однос на квалитетот и безбедноста на вакцините, беше прашање од родителите. Па одеа во Грција набавуваа сопствени вакцини, па ги носеа со фрежидерчиња, па се сомневавме на ладниот ланец и слично. Сега веќе и родителите сами знаат, па дури и две семејства кои што живеат едното тука, другото некаде во странство, викаат и вие примивте истата вакцина и ние имаме таа вакцина. И производителот и календарот е унифициран, значи Македонија не користи нешто поразличен календар, ниту пак поразлични вакцини. Професорке, по примерот на акциите од 2019-2024, дали планирате или се планираат, веќе не знам на кој ниво тоа треба да се случи, слични акции сега, бидејќи 62, нешто е низок опфат, зборуваме за МРП, а и за сите други примарни вакцини опфатот е под 80%. Не само што се планира, туку Министерството веќе превзема активности. Беа повикани сите здравствени работници, ние минатата недела имавме состанок со министерот за здравство. По извештајот? По извештајот, иако и претходно беа информирани. Значи, ние во континуитет ние имаме направено, не можам да ви кажам колку работилници, колку состаноци со здравствените работници од натрешноста и во Скопје, со цел да и нив ги охрабруваме на малце по-проактивно делување, да не дојде во ситуација, превентивата значи нешто да спречувате однапред, а не... И што се планира? Се планира една масовно повикување на децата, особено за МРП вакцината, од повеќе причини, а она што ни е најалармантно е дека во соседството, во Бугарија, имаме веќе детектирани над 100 случаи од морбили во овој период и во соседна Србија исто така оваа бројка е над скоро и 200 и нешто случаи. Што потенцијално ја Секако прави не става, Македонија апсолутно во голем ризик, под ризик. Во голем ризик, затоа испомнав за Пертусис, секогаш кога нешто се случува во регионот, понекогаш е само прашање на време кога ќе дојде. И жал ми е што уште еднаш ќе кажам, 2019-та 4 дечиња почина затоа што не беа вакцинирани од мали сипаници. Има начин службите да ги најдат овие деца? Апсолутно си ги повикуваат, така наречени подлежачки, односно оние пропуштени дози. Има ли одбивање? Има одбивање. Има одбивање, тоа можеби не е голем процент. Највеќе е она што го спомнавме, одложување. Родителите, особено за МРП вакцината, се чувствуваат кај новороденчето кое што уште е година дена кога треба да се прими таа вакцина. Морам да кажам, и поради некомплетната поддршка од здравствените работници, да ги охрабриме, да им дадеме точни информации, сите тие прашања од страна на родителите се легитимни. Секој еден родител сака за своето дете да го направи најдоброто. Меѓутоа, од наше е да споделиме кој е ризикот на одложувањето. И тој календар за имунизација не е случајно дизајниран според бројот на месеци која вакцина како се прима. Ако во градинка не мора да се оди, на училиште мора да се оди, бидејќи тоа е уставна обврска. Што се случува со децата што се невакцинирани, а треба да одат во училиште? Така, имаме и такви состојби. Ние имавме дури една на највисоко ниво на Уставен суд, не се сеќавам точно, мислам дека тоа беше 17 или 18 година, каде што сепак беше пресудено дека правото на здравствена заштита и правото на здравје е повисоко право во однос на образованието на детето, иако тие всушност од законски аспект двата закона некако доаѓаат во коализија едниот со другиот. Законот за здравствена заштита и законот за права на децата во однос на образованието, каде што основното образование е задолжително. Но и податоците покажуваат дека ние немаме толков проблем со школската вакцинација. Значи, тогаш веќе родителите се поохрабрени,
пропуста. Да, дури бројките за ревакцинација кај МРП се повисоки. Се повисоки и бројките го кажуваат тоа и ние работевме на 2 бихевиористички студии каде што и со фокус групи на родители ги прашувавме и на здравствени работници, значи едните и другите, најчесто е одложувањето, временското одложување бидејќи цена додека не го видат детето дека како што рековте продело, прозборело и слично, тука имаат задршка во однос на МРП вакцината, иако морам да кажам, секој одложување на вакцината го доведува детето во ризик да заболи од истата болест. Иако нема научно подкрепени студии, докази дека овие две работи се поврзани. Професорке Кузмановска, во однос на предрасудите и заблудите кај трансплантацијата, зошто секое починато лице не е потенцијален донатор на органи? Благодарам. Александра, професорката, многу убаво кажа, социјалните мрежи и тоа се што се зборува на социјалните мрежи нефилтрирано, како да кажам, прави голема штета како во вакцинацијата, во превентивната медицина, така и во куративната медицина, значи трансплантацијата, медицина за лекување, каде што се пласираат многу невистини, многу заблуди и многу непознавање на проблематиката и луѓе кои што навистина не ја познаваат проблематиката, коментираат и тоа веројатно креира некое мислење кое што на нас професионалците ни отежнува работата. Прво да објаснам зошто секое починато лице не може да биде донор. Не може да биде починато лице кое што починало во домашни услови, во болнички услови, на улица, да биде донор. Таму каде што запрело срцето со работа, тој човек повеќе не може да биде донор. Многу мал процент од починатите лица можат да бидат органодарители, а тоа се исклучиво пациенти кои што починале од мозочна смрт, значи не зборуваме за кома, зборуваме мозочна смрт, значи отсуство на циркулација докажано, ние имаме и тестови клинички и параклинички тестирања со ангиографија од базата на черепот во целиот мозок не постои воопшто циркулација. Тој мозок е мртов. Тој човек во биолошки и во правен смисол се прогласува за мртов во моментот кога ангиографијата ќе се направи, кога рентгенолозите колеги ќе констатираат дека воопшто нема циркулација во мозокот. Знаете, мозокот живее само 4 минути по престанок на дотор на кислород. Значи, а за да се одржи срцето и другите органи, овие пациенти мора да бидат хоспитализирани во единиците за интензивна нега. Тоа се строго контролирани услови. Значи, треба да бидат на респираторна машина, за да може да има доток на кислород. Сега зборуваме за органите кои што би се трансплантирале. Мозокот е веќе мртов. Значи, да има доток на кислород до срцето, до бубрезите, до црниот дроб, до сите органи кои што би биле потенцијални, ако процениме, соодветни за трансплантација. Потоа примаат лекови кои што делуваат на рецепторите и можеме да го одржиме потенцијалниот донор неколку часа до еден ден, ден и пол. Борба е со време за да тие органи не почнат по природен пат нели да пропаѓаат, да се распаѓаат заради тоа што командниот центар е мртов, а според медицинската литература Science Direct вели 2 до 5% од сите смртни случаи во интензивна нега завршуваат исклучиво со мозочна смрт. Тоа значи, просечно ако имаме на Карел да кажеме 1000 хоспитализации во интензивна нега, просечно во цел свет, па и кај нас, смртноста е 20%, сега од тие 20%, 2 до 5% само ќе бидат соодветни да бидат донори во колку завршиле со мозочна смрт. Дури не секој што ќе заврши со мозочна смрт не значи дека ќе биде донор, може би има оштетување на органите кои што би биле потенцијални за преседување, може има друго системско заболување. Значи зборуваме за навистина за еден многу мал пул на потенцијални дарители и затоа е многу жално кога ги губиме овие дарители заради предрасуди, заради културолошки феномени, заради непознавање на проблематиката. Значи Македонија може да се надева на 10-15, да кажеме, потенцијални дарители и трансплантации годишно со оглед на популацијата. И вие за 7 такви примери зборувавте дека сте успеале да ги идентификувате од почетокот? За многу краток период ние идентификувавме 7 такви примери. Жално е и за пациентите е најжално кои што се на листа на чекање.
и за нас лекарите и за сите екипи кои што се тренирани, обучени, спремни да работат, да барем 50% дадат согласност, ние ќе имаме многу поголема бројка трансплантирани органи. Професорке, дозволете, знам дека прашањето звучи лаички, но заради широката публика морам да го поставам, веројатно и ќе си го поставуваат многумина што сега не гледаат. Како човек кому срцето му чука се уште, вие го сметате за мртов? Заради тоа што мозокот е мртов. А ниеден човек не може да живее без мозок. Значи, тоа е медицинско правило, тоа е правно правило. Штом се направи ангиографија, значи снимање на крвните садови на мозокот и се утврди дека воопшто нема циркулација во мозокот, тој човек е мртов. А срцето чука за тоа што му даваме лекови кои што делуваат на рецепторите на срцето, меѓутоа со ограничено временско дејство. Какви пациенти се тие најчесто? Со какви повреди, со какви болести? Може да се со повреди, значи една категорија се пациенти кои што имаат повреди на главата и централниот нервен систем. Втора категорија се трауми од сообраќајки, од паѓања, од удари? Трауми од сообраќајки, од паѓања, или пак многу често се тоа пациенти кои што имаат пукната аневризма, значи крвен сад во мозокот кој што пукнал и направил масовно крварење во мозокот. Тие се исто многу чести пациенти, потоа хипертензивни крварења во мозокот или пак големи исхемии, што би се рекло големи тромбози во мозокот. Јас сакам да ве прашам за аспектот на религиозноста и трансплантацијата. Предпоставам дека кај дел од граѓанството има одредени резерви поврзани со нивната религиозност, но фактите велат дека и Македонската православна црква и Исламската верска заедница како две најмасовни религиозни организации кај нас не се против трансплантацијата на органи во хумани цели, така? Така. Значи, видите, ниедна мајорна религија не се противи на трансплантацијата. Напротив, ако го гледате вие светскиот регистар на земји кои што работат починати донори, вие таму ќе ги видите и Кувајт, ќе ги видите и други земји каде што кои што се муслимански земји. На прво место се секогаш католичките земји. Меѓутоа, за тоа голема улога има уште 95-та година појавувањето на папата Јован Павле II со неговиот повик, а потоа и учество на научни конференции за трансплантација, дека се што е во функција на спасување на човечки живот мора и треба да се направи. И од тогаш имаме бум, имаме Шпанија, Хрватска, Словенија кои што се приврвот на земји кои што имаат согласности, донации од починати донори. Во муслиманството исто така, значи ставот на муслиманството е дека ако да се спаси еден човек е исто како да се спаси целото човештво. Во Македонија мајорните религии, православна, муслиманска и католичка религија се согласни со органодонорството, се разбира, воколку е во етички услови и воколку се остварени етичките и морални медицински принципи. И тоа го имаат соопштено и на јавни настани. Точно, уште во 2012 година се издадени и писмени соопштенија дека нашите мајорни религии не се спротивставуваат на органодонорството, а ние сега можеби следите, тоа е граѓанска иницијатива која ние ја поддржуваме, одиме од град во град да го доближиме до органодонорството. Често имаме и со нас попови, оџи, католички свештеници кои што тоа многу убаво, многу хумано го објаснуваат. Така да религијата не е пречка, особено овие мајорни абрахамски религии не се пречка за органдонорството, освен јас би рекла дека е повеќе неинформираност и културолошки феномен. Професорке, според вас религијата игра улога во ова што имаме низок опфат со вакцинација? Од сите фактори не би рекла дека религијата игра улога, иако поддршката на локалните религиозни авторитети значи многу. Кога одреден свештеник, било да е оџа, било да е од католичката или православната црква, ќе даде апел
да добро е децата да бидат вакцинирани и треба да го правите тоа, веднаш се забележува преку одговорот кој што родителите, заради тоа што секој еден авторитет на различно ниво во семејствата кај родителите влијае. Највеќе влијанието преку оние студии што го направивме го имаат сепак здравствените работници. Затоа што првото нешто што се консултирате кога станува збор за вакви состојби е педијатарот, гинекологот, матичниот, семејниот лекар. Тоа се првите кои што се упатувате фармацевтот во аптеките и затоа ни е многу битно да првата поддршка имаме од здравствените работници. Не секогаш и во доволна мера е присутна, понекогаш така, можеби не е одсутна. Заради резерви кај нив, што не верувам дека е случај, или заради недоволна ангажираност и ентузијазам? И едното и другото, ова второто подоминантно, заради тоа што тоа бара напор, бара малце убедување на родителите, па ќе ви кажам, јас сосема ги разбирам и сочувствувам со сите здравствени работници, еве и со педијатрите кога ќе се соочат со родители кои што се родени од 2000 наваму. Значи, тие од кога знаат за себе се изложени на многу повеќе други влијанија, како што се социјалните медиуми, како што е TikTokот, како што се инфлуенсерите, отколку што се изложени на здравствените авторитети. Па и еден фактор кој што дополнително довербата во здравството и во здравствените работници, исто така ние под еден знак прашалник е дискутабилна. Вие знаете да ја спомнете и општата недоверба кон системот и кон институциите како една од причините. Така е. Секогаш тоа се рефлектира на секое ниво. Кога вие генерално не можете на никаков начин да верувате во системот, во државата, во здравството, тогаш тоа ви се рефлектира вклучително и на трансплантацијата и на имунизацијата. Далеку од тоа, барем во овие два сегменти, пак ќе кажам, мислам дека државата стварно има направено се што може да се направи. Збораме конкретно за имунизацијата, бидејќи навистина од блиско ги гледам процесите. Ова е, исто така кажувам, една од ретките медицински интервенции што државата е нуди на највисоко ниво, а примателот, односно родителите, се оние кои што ја одбиваат. Многу почесто се граѓаните оние кои што бараат медицинска интервенција и велат дека државата не ја обезбедува, дали се тоа терапии, термини, слободни или слично. Меѓутоа, да, недовербата и функционирањето на здравствениот систем, не дека во западноевропските земји кај нас е со закон утврдена и задолжителна вакцинацијата. Тоа е многу интересно. Кај нас е задолжително со правила. Например, во Холандија не е, но опфатот е многу висок. Така Како се објаснува тој парадокс? Па, они во позадина имаат така наречени soft measures, односно едни меки мерки, кои што всушност во моментот кога ќе почнете вие да ги користите услугите, односно кога ќе побарате нешто од државата, државата побарува од вас. Вие обидете се да запишете дете во градинка во Германија, во Холандија, во Шведска, а да не ви е вакцинирано и да го запишете во градинка. Има некои градинки што ги примаат на периферијата, они само ќе ви кажат тоа е нашиот правилник. Тоа не е задолжително, чувајте го како што рековте, чувајте го детето дома. Користењето на здравствените услуги врзани се за тоа дека вие сте комплетно имунизирани. Вработувањето, студирањето, значи вие на одредени, ние секоја година тоа го гледаме. Нашите бруцоши кога одат во странство да студираат, се она што пропуштиле во меѓувремено, имате во тој летен период се примаат и по 3-4 вакцини и се проверуваат картичките за имунизација, затоа што се запишуваат на факултети. Нашите колеги, вклучително и на Билјана и моите, кога одат да работат во било која здравствена установа надвор во странство, мора да се вакцинирани. Значи, државата превземала некои мерки во позадина во кое што всушност индиректно, ама многу построго ве задолжува да бидете вакцинирани отколку ние. Рековте ќе се повикуваат интензивно тие што не се вакцинирани, дали се предвидени и кампањи, знам дека УНИЦЕФ многу е ангажиран и помага во овој сегмент. Апсолутно, и многу сме благодарни и на партнерите, и УНИЦЕФ, и Светска здравствена, и Министерството секоја година во однос на кампањите, точно дека ни е потребна поголема медиумска покриеност. Затоа и ова го правиме со цел да допреме до родителите, бидејќи вие не можете да видите на социјалните мрежи да имате инфлуенсери за вакцинација. Ги нема.
имаме за други некои активности. Има антиваксери. Има антиваксери, да, тие се поприсутни. Така да посериозни и континуирани медиумски кампањи ни се потребни, иако и една посериозна и сеопфатна едукација на населението. Кога со секој еден родител, ние го изведеме овој разговор, како што рече доктор Билјана, кога ќе ги објасните сите аспекти, да немаат прашање, да не бидат во загрижа. Јас кажувам едно нешто секогаш, замислете на младите родители, првата одлука со новороденче од 2 месеци дома има да го однесат на вакцинација. Не се, сигурно не се комотни ако при тоа исчитале што се не по порталите, по кратките видеа и по социјалните мрежи, ама затоа треба да сме ние тука и државата како систем, ама и здравствените работници. Професорке Кузмановска, за се што зборувавме сега поврзано со трансплантацијата беше за така наречената кадаверична трансплантација или трансплантација од пациент со мозочна смрт, почина. Но трансплантација е можна и од живи пациенти, за кои и во кои случаи? Ви благодарам на прашањето. Тоа е едно и од промените во законот кој што ќе оди. До сега беше до трето колено да може да биде жив дарител, најчесто на бубрези се живи дарители, а може да се дарува и дел од црниот дроб. До сега Сум беше... ве чул дека кај нас велите тоа не се работи. Зошто не се работи со дел од црн дроб? Значи, ние минатата година пративме баш преку програмата за трансплантација, бидејќи трансплантација е еден од најсложените сегменти во здравствениот систем. Не се работи само за детекција на донори, согласност и сама трансплантација, туку се работи за едукација на нови кадри, до едукација, медицината оди напред. Минатата година пративме двајца врвни дигестивни хирурзи кои што работат трансплантација од кадаверичен донор, да учат трансплантација од жив донор, затоа што техниката делот црн дроб, делот црн дроб, затоа што хируршката техника е различна. Значи праќаме кадри кои што се доедуцираат, меѓутоа и за тоа треба донор, нели, дел од семејството кој што би се согласил. Ве изместив малку, повелете со основниот одговор. Да, основниот одговор е дека од жив донор може да се трансплантира бубрек и таа е најчеста трансплантација во Македонија. Од 1977 се работи, има веќе над 500 трансплантации направено. До сега законот предвидува до трето колено, а сега според новите измени ќе може и до четврто колено, тоа значи братучет, прв братучет да може да дарува на прв братучет орган. Има такви искуства во светот? Да. Дури во светот има искуства и непознати луѓе да даваат алтруистички да даваат органи, меѓутоа тоа секогаш иде со етичка комисија, затоа што давањето, донирање на органи секогаш мора да е доброволно. Никогаш не смее да биде трансакционо, значи никогаш не смее да има, затоа постојат и етички комисии, никогаш не смее да има некаква компензација за тоа, затоа што тоа е еден од најстрого контролирани процеси, како во Македонија, и со постојниот закон, и со законот кој што се подготвува, така и во цел свет. Значи не смее да има никаква трансакциона или било каква услуга за давање, за донирање на органи. Мора да биде доброволно и алтруистички. Значи, треба наскоро да очекуваме дека и делови од црн дроб од жив органодарител ќе може да се спроведува и кај нас. Да, во колку се најде донор, нели, пак член од семејството, ќе кажам, кој што би бил волен да донира дел од својот црн дроб на свој член од семејството. Сето тоа останува, сето тоа останува во рамки на семејството. Живи донори. Разбирам. Неодамна чувме за трансплантација на рожници. Така. Прв пат мислам дека изведени, реализирани кај нас, но интересно беше дека информацијата беше проследена со податок дека тие се донирани од странство, так, и дека сето тоа го имате правено со американски партнери. Так. Може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Да. Па еве јас да кажам, ние сме посебно горди на тоа достигнување. Рожници во Македонија се трансплантирале пред повеќе од 4-5 децении, меѓутоа со постари методи, а ние сега воспоставивме партнерски однос со Универзитетот Дјук од Северна Каролина, кој што се на 6 или 7 место во областа на клиничка медицина и особено се познати Дјук офталмологија, кој што доаѓа на 2 пати до сега со своја експертиза и донации обезбедивме
добивме од очна банка во Сиетл од Америка да може да се извршат трансплантации. При тоа се воведоа 3 нови методи. Фактички едната е од постарите методи, тоа е така наречена пенетрантна кератопластика, и 2 нови кои што колегите од Дюк ги несебично ги делеа своите знаења со нашите офталмолози кои што веќе имаа свој предзнаење за трансплантација. Тоа се димек и дисек, каде што се трансплантира еден микронски слој, милимикронски слој од рожницата. Колегите од Дюк ќе продолжат, таа соработка ќе продолжи. Потенцијално може ли ткивата да се земаат од Македонија, во Македонија? Да, може, во колку имаме банка за да ги складираме тие. Ние во моментов немаме банка, меѓутоа ако добро разбрав, тие имаат рок на употреба 2 недели. 14 дена, токму така, да. Значи, секој ткиво има различен рок на употреба. Ние имаме банка за коски и лигаменти. Во Македонија се врши трансплантација на коски и лигаменти. Таму рокот е подолг. 5 години. Ако се чува на минус 80 степени, до 5 години може да се чуваат, и тие графтови си се нумерирани, графтови ги велиме, тие си се нумерирани, складирани, за се води сметка, предходно се биолошки обработени и на минус 80 степени можат да стојат до 5 години. Додека корнеите, рожниците можат да седат, кај нив е 4 до 8 степени и тие можат да живеат, да бидат погодни за трансплантација до 14 дена. Има иницијатива да создадете банка овде? Би било добро да создадеме, меѓутоа со оглед на ратата на орган донорство, ќе почекаме да видиме да се зголеми ратата на орган донорство, за да можеме да создадеме банка и овде. Меѓутоа беше голема логистичка подготовка и од владата на Македонија, од Министерство за здравство, Малмед, тоа е агенција за медицински лекови и помагала, Царинската управа, да може да се створат услови, бидејќи тоа се супстанции од хумано потекло, да се донираат, а очната клиника веќе има дозвола и да увезува. Не секоја земја има своја банка. Многу земји увезуваат од веќе познати банки. Има познати банки во Италија, во Тревизо, во Холандија, во Германија. Значи не нужно мора да се има банка. Не е нужно да се има банка, да. Привршуваме. Професорке Кузмановска, дали вие имате водено разговор со вашето семејство дома, дали евентуално би биле потенцијален донатор на органи? Јас за себе сум се изјаснила многу одамна, а кога започна промените, значи кога започна да се говори за промените, мојата ќерка која е математичар ме праша: мамо, кога ќе можам да одам да се запишам да бидам орган донор. Така да јас за себе сум се изјаснила и штом стапат промените во сила, ќе одам, ќе се запишам, ќе се регистрирам. Еве и моите деца тоа го знаат. Професорке Грозданова, кој е вашиот став за ова прашање? Апсолутно истиот. Мислам дека секој ден што медицината ја доживува првенствено како момент на спасување на животи од било каков аспект, било да е преку превенција, било да е кога веќе немате друг начин освен преку органодонорство. Апсолутно го поддржувам и навистина ми е драго. Разговаравме со доктор Билјана за овие законски промени во Соединетите Американски држави, бидејќи имам студиски престојувано 2 пати. Тоа е прво нешто со кое што дури на институцијата на која што престојувате, покрај имунизацијската картичка, ме прашуваат во случај кога сте тука, кој ви е medical focal point и дали имате дадена изјава за органодонорство, дури Јас сум и видела тие на возачките, ако имаат срценце, тоа значи дека при само вадење на возачка дозвола тие пополнуваат дека се орган донори, и сум видела неколку американски возачки дозволи. Еве колегите кои што беа од Дюк ми ги покажаа нивните, значи сите они се регистрирани како орган донор, срценце црвено на возачка дозвола, значи дека е регистриран орган донор. Добро, ако разбирам, полека, но сигурно се движиме и ние во таа насока. Се надеваме дека ќе се може би доцнеме малку, но видете, се ова што го превземаме, веројатно нема да има краткорочни, но се надеваме да има долгорочни ефекти. Значи, едукациите, промените на законот, промената на свеста, авторитети, како што кажа професорката Александра, авторитети од медицината, авторитети од религијата, медиумски авторитети како вас, општествени авторитети, кога сите ќе се обединиме околу една идеја дека правиме нешто за народот, за пациентите,
тогаш мислам дека ќе имаме ефект. Можеби нема да се види за месец, 2-3, ќе се види за година, 2-3. Да, и пораката од вечерва требаше да биде таа дека здравјето не е само личен избор, туку е заедничка одговорност, а дека информираноста е практично првиот чекор до одговорноста. Ви благодарам на двете што бевте дел од 360 степени. Ви благодариме вам што ни овозможивте простор да малку проговори медицината и науката. Благодарам и јас. Почитувани, благодарам за вниманието. До крај нова саботажа. Пријатно до четврток. Навистина не е јасно што има државата против слободните дзидари. Не тоа не се масони, туку судии кои решиле да се занимаваат со внатрешен дизајн и пресудиле дека наместо со цигли и цемент ќе им ги преградат куќите на своите родители со современ градежен материјал. Во текот на истрагата обезбедивме непобини просто докази дека токму обвинетиот Ѓоко Ристов е оној кој ги крие парите. Државата навистина не е фери кон студентите. Сите божем тврдат дека децата се неписмени, образованието е лошо, а кога тие сакаат да учат, па дури пред време да станат магистри и доктори, тоа не им се дозволува. После дипломски студии со завршени 60 кредити може да се запишат само студенти кои имаат завршено академски студии со 240 остварени кредити и во време трајање од 4 години. Овие студенти има завршено 3 годишни студии. Тие пак што имаат завршено школи и треба да полагаат за да добијат безбедносен сертификат со кој имаат пристап до строго доверливи документи, се соочуваат со друг проблем. Нив им се забележува тоа што некој друг во нивно име го напишал тестот, кој е толку лесен, ама само непотребно им одземал драгоцено време во борбата со корупцијата. Работи за квиз тест, кој е од таков формат кој нема строга форма и не е забрането сето ова што денеска го видовме на ниво на комуникација. Со таков положен тест со диплома и со политичка одлука се станува министер и тоа не каков било, туку за добро владење. Тогаш е важно да се биде пример не само за сите што се надеваат дека некогаш ќе дојдат на таа позиција, туку општо за сите што сакаат нешто да работат. Околу Арбен Фетај, вие разговарате со него? Па во последен период не, бидејќи не е тука. Тој не доаѓа на седници на влада? Не. Зошто? Не знам, не сум информиран. Кој знае каде и што прави, ма сигурно не треба да биде таму каде што е. Но секој умее да се скрие и да го снема. Па одеднаш, изненадувачки, да се појави. Извинете, си капитан. Мислили да, ама може и да се ви. Ајде сега, што ќе ме прашувате? И на крајот, тоа што можеби не се гледа, ама може да се види, се двојните аршини. Во овој момент, според мене лично, немаме потреба од пржинска влада или од било каква друга влада, затоа што институциите функционираат со полн капацитет и без никаква злоупотреба. Критериум за капацитетноста е местоположбата на власт или надвор од неа. Има ли потреба или не? Во земјава не зависи од ништо друго, освен од позицијата.